Добро утро и со нашиот гостин ова утро, господинот Трифун Костовски. Навистина ми е драго што разговарам со вас, господине Костовски. Ова е наша трета средба. Трет пат се гледаме. Трет пат, точно така. Најголемата еврејска клетва гласи да имаш па да немаш. Веројатно многумина во изминатите години вас ви го посакувале тоа, што се види и со целиот овој процес со Евростандард банка. Успеа ли во таа намера да се реализира оваа клетва на грбот на Трифун Костовски и неговото семејство? Клетвава апсолутно ми е многу добро позната. Прво, срдечен поздрав до слушателите на Радио Лидер. Сакам да им посакам добро утро, добро здравје во овие лоши денови, дружење толку колку што дозволува времето и просторот, меѓутоа на ово убаво сонце апсолутно треба да се излезе надвор. Значи, сакам да кажам дека клетвата, еврејската клетва ми е многу добро позната и често пати ја се прашувам, ова ли требаше да ме стигне? Меѓутоа велат дека клетвата издегува на виделина со фактот дека постои нешто тако. Меѓутоа, дали да имаш па да немаш кај мене, да, ме погоди материјално, финансиски. Меѓутоа, другата димензија, човечката димензија, тоа што го нося во себе, тука сум богат. Тука сум богат. Може би суштината на оваа клетва е духовно да ве погоди, немајќи материјално да престанете и духовно да имате. За жал, мислам дека толку имам веќе искален собствен интегритет, што апсолутно не може ништо во животот да ме погоди, бидејќи во животот секој пат сум доаѓал на вистина честно и макотатно. Према тоа, успеси, или односно растови, падови се дел од моето живење, да се разбере. Пред оваа емисија ни кажавте дека викендов сте играле тенис. Тоа е сепак една навика на богатите, така што не ве погодило очигледно многу ова и се уште живеете на висока нога. Игравме во петокот, вред 3 сета дубл, меѓутоа сега одигравме во неделата вчера 3 сета во кој што во едниот го одиграв целиот сингл. Слушате, за мои години тоа да одиграм цел меч, тоа е, јас сум за себе задоволен. А сметам дека тој начин на спортување му дава една друга димензија на човекот, па макар и во овие тешки услови, кога се е затворено. Замислете, одиме и не можеме да слушнеме, да седнеме, не можеме да се напиеме кафе, не можеме да поразговараме, само седиме на пултот таму пред терените. Меѓутоа, играта, таа топка, дали е за фудбал, дали е за ракомет, дали е за тенис, секој пат мами. Не мами нас луѓето кои што го сакаме спортот. Затоа препорачам на секој апсолутно, каде има можност, што има можност, нека го користи сонцето, нека биде во природа, нека се движи и раздвижува, бидејќи сепак спортот му дава една друга димензија на човекот. Проблемите не минуваат со играњето на спортот на тие 2-3 сата. Ти остануваат. Меѓутоа ти дозволуваат време доволно за да можеш да повторно се навратиш. И кога ќе победите на тенис, останува фактот дека ви пропаднала банката. Или дека ви ја пропаднале. Ама тоа е факт, готово, ја живеам со тоа. Ја живеам со тоа и живеам со тоа да докажам дека сето тоа е сценарио. Костовски, веќе сме разговарале на оваа тема, но еве ќе разговараме и пред слушателите и пред гледачите на Радио Лидер. Јас бев првиот новинар и Лидер беше првиот медиум кој објави дека ќе се затвори Евростандард банка. Имено неколку дена претходно, од извор кој никогаш нема да го откријам, ја имав добиено целата пресконференција на гувернерката Бежовска. На почетокот, и тоа на меморандум од Народната банка. На почетокот дури ни самиот јас не верував дека тоа ќе се случи, но она што го пишуваше на меморандумот беше точното време кога ќе се одржи пресконференцијата на Бежовска. Кога на денот кога се случи тоа, утрото стигна најава од НБРМ
за пресконференција во 16 часот, што се поклопуваше со документот. Јас веќе знаев дека станува збор за одземање на дозволата за работа на Евростандард банка. Негде околу 1,5 часот ние објавивме дека во 16 ќе се објави затворање на Евростандард банка, а половина час после нас од официјално од PR службата на Евростандард банка стигна демант во кој од вашата банка тврдеа дека работите се во контрола и дека се работи на конечно надминување на проблемите и дека се шпекулации информациите дека банката ќе се затвори. За во 16 часот самиот јас од ручек на кејот на реката Вардар да се упатам кон НБРМ и да ја слушнам истата пресконференција која неколку дена претходно ја имав на хартија. Костовски, дали вие дознавте дека ви пропаѓа банката од пресконференцијата или знаевте и претходно? Не. Значи, морам да кажам дека ниту сум знаел, ниту сум сонувал дека таков чин се припрема. Навистина, тоа беше шок, не само за мене, за целата банка, за целото раководство, за сите луѓе кои што беа во банката, меѓутоа веројатно не бил шок за тие што го организирале тоа. Дефинитивно Народна банка се стави во служба на ѓаволот. Бидејќи веќе 8 месец како работам исклучиво анализирам, собирам информација, бидејќи немам дупло книговодство, немам дупли сервер да можам да влезам во документацијата на Евростандард банка. Меѓутоа анализирам, собирам информации кои што апсолутно и како послушав мозаикот кој што е направен околу носењето на банката во стечај, доаѓам до заклучок дека донесена е одлуката. Во оној момент ние кога го променивме стариот управен одбор со нов управен одбор и кога тоа и покрај докапитализацијата, односно прво влеговме со хибридни средства 11 милиони крајот на октомври-ноември месец, требаше да ни се врати дозволата за работа со правни и физички лица, не ни се врати, замислете. Не тера тие хибридни средства да ги претвориме во траен влог. Ние тоа го направивме во февруар месец. Поно што ние го разговаравме, вие ни кажавте дека ги испоредивме и датумите, дека во моментот кога јас сум ја имал пресконференцијата на Бежовска, истиот ден вашиот син бил на преговори со НБРМ. Дента во 12 часот, значи дента тоа е кога денеска се 12 август, среда, 12 часот, синот мој имаше средба со тогашниот технички премиер Оливер Асовски, во кој што бил информиран Спасовски, дека бил запознат дека нешто има некој проблем, меѓутоа да не се секира дека таа работа ќе апсолутно нема да испадне од контрола и ние не баравме ништо повеќе. Никој не барав да ми ја докапитализира банката, сами си баравме и во тие услови на пандемија, вонредна ситуација. Ние донесовме потенцијален партнер кој што беше спремен да докапитализира. Народна банка не ќеше ни да чуе да го викне на еден разговор на едно кафе. Тој направи своја програма за докапитализација и Народна банка само голби. Не ја прифатиме. Сакам да кажам, сега сваќам дека одлуката за носење на банка е донесена фактички конкретно 2019 година. Само се чекал моментумот кога банката ќе се односи. Костовски, анализата подоцна покажува дека вашата банка имала многу лоши пласмани на кредити, а во исто време представувала и своевидна канта за лоши пласмани на другите банки кои некако на крај биле завршувале нели кај вас. Како е можно? Можам да кажам дека потенцијал како вас да не го утврдил ова претходно. Прво јас сум акционер. Ја немам врска со конкретното водење на дневна база на банката. Ниту сум учествувал во кредитната политика, ниту во банката, ниту сум се мешал кај управниот одбор, никој пат. Материјалите секој пат беа припремени од правната служба која беше под контрола на стариот управен одбор, значи стариот менеджмент.
во кој што буквално не беше само јас. Еве, јас да кажем, јас сум стопанствени, меѓутоа, банкарството не ми е блиско, ама јас сум акционер. И сега, во целиот состав имаше многу стамени луѓе од банкарскиот систем, и кој Љубомир Шукаров. И сега видите вака, и оние исто така скоро 9-10 години во управниот одбор, во надзорниот одбор, заедно со цела оваа екипа, буквално и сите се осеќаме како да не воделе, да ти кажам, жедни преку вода. Немаше седница во кој што ќе се спомнеше Народна банка, цело време не шиканира, и ние на крај, и ние во одреден момент свртивме демек ко надзорен одбор и јако акционер, демек што ми напаѓате банката, што ми го напаѓате управниот одбор, ако не давате лиценца ниту мене, ниту на членовите на надзорен одбор, па ниту на членовите на управен одбор, оземете ги тоа вие, тоа е ваше право. Меѓутоа сето тоа не. Значи, сакам да кажам, во брзањето да се носи банката во стечај, бидејќи објективно, видите вака, со новиот управен одбор, начело со Горан Траговски, не имаме буквално куче трагач по пари. Се уплашеа некои луѓе, бидејќи парите како сакате кажете се тука во Македонија. Дозволете да кажам. Говориме лоши пласмани. Лошите пласмани се математички направени да бидат лоши пласмани. Ние од лошите пласмани се струшуваше месечно да наплатуваме по 2,5 до 3 милиони евра на месечно ниво со принудна наплата. Дали е хипотека, дали е меница, влагаме комплетно со асистенција на сите институции кои што помогнуваат. Кога видов дека заздравувањето на банката иде многу брзо, луѓето се уплашаа дека ова нешто ќе биде. А дека сме биле дел од една голема банка како една, да не кажам, филијала во кој што си играва пинг-понг со нас како што сака, тоа е факт. Која е таа банка? Тоа е комерцијална банка. Бидејќи Евростандард банка со ниједна друга банка немаше соработка, едино со комерцијална банка, и ние како акционери сите кредити раши задолжување. Имавте одредено препукување со директорот на комерцијална банка, господинот Хари Костов, кој ве обвини дека за вашиот лош менаџмент со Евростандард банка, вината сега му ја префрлате него, иако до последен момент комерцијална банка се обидувала и во неколку наврати ве спасила. Не ме спасила. Секој пат за она што ми давала комерцијална банка, јас сум давал хипотеки кои што биле двојно повисоки. Значи тоа е лага, право. Второ, ако Хари имал искрени намери, да помогна да не иде банката во стечај, се знаеме 3 децении. Ќе ми викнеш на едно кафе, да ме праша, Трифун, што можеме да направиме? Тоа не се случи. Колку од бизнис елитата ви се јавија? Тоа е индикатор. Простете ме овдека пред отворена јавност, бидејќи отворено размислувам, отворено ги споделувам своите размисли. И да грешам човечки. Иако грешам, ако повредам некој, има овдека институции, судови, нека повелат, нека ме тужат. Меѓутоа, тоа е мој длабок впечаток, дека јас сум жртвено јагне во моментот. Бидејќи има информации во кои што ние на неколку пати сакавме со цел да докапитализираме банката, да продадеме поштенска банка. Имам информација дека одредени структури во комерцијална банка, каде што беше хипотеката од поштенска банка, на тие евентуални купци им викате, чекате полека, ние ќе ви ја продадеме поевтино. Тоа се информации кои што се реалност. Да, колку се вистините? Колку не се вистините? Нека си 50% вистините. Нека се 20% вистините. Тука говори за нешто нечестно. И сега да, бидејќи говорим за лоши пласмани. Прототип фирма, ние никој пат не сме работеле. Останува во Евростандард банка со 2,5 милиона евра кредит, кој што е во најлоша категоризација. Па барем тоа можеше комерцијална банка да го направи, да си го повлече тој
тоа лошо кредитно портфолио кај себе, да не ослободи да може да дишеме. Не го направија. Има и низа други нелогичности и незаконски дејанија тука. Се споменува оние струмички фирми кои на еден или на друг начин се поврзани со премиерот Зоран Заев и неговото семејство. Има таму прилично лоши пласмани каде што во хипотеките се ценел еден квадрат подалеку повисока цена од реалната цена, да речеме, на квадрат во Струмица. Лошата работа во целиот овој контекст е лошото раководство, менеджментот кај нас во банката и директорите кои соработувале тие со луѓе од власта за да испумпуваат пари од вас. Предпоставам дека тоа е сценарио во кој што не е направен само од луѓето од банката, туку имало луѓе од надвор, меѓутоа секако поддржани од институциите. Луѓе кои што имале моќ за таа работа. За кого мислите? Па, за актуелната власт. Немам друг. Со имења немате докази да посочите? Не можам со име никому да посочам, би било не било клевета. Моја ствар. Па не само клевета. Не сум човек кој што јас само можам гласно да размислувам и да најдам начин да кажам каде стои проблемот. Меѓутоа сега во моментов веќе имаме специализирана европска фирма која исклучува се бави со организиран криминал во банкарството, кој што многу брзо ќе испадне на видели на целата ситуација. Не само со Евростандард банка. Може ли Трифун Костовски од прилика сега да даде барем една насока на одговорот на прашањето каде завршија парите од Комерцијална банка, од Евростандард банка, се извинувам. Парите се во Македонија, не се отидени надвор. Јас не сум тој што сум ги чепнал тие пари. Тие што ги чепнале, тие имат мувата на капата. Тие ја однесува банката во стечај. Може би за да прикриет докази. За да видите вака, патот на парите е видлив. Вие можете да го исшетате, да направите мозаик кој што тешко, лавиринт во кој што тешко ќе дојдете. Меѓутоа за луѓе струшеница ќе ги најдат парите точно. Постои една теорија на заговор дека извесен македонски deep state, односно извесна македонска длабока држава ја користела Евростандард банка за своите финансиски операции и сега за да ги прикрие трагите ја ликвидирало банката. Знаеш и вака, ја не можам, тоа може да го ставиме и во класификација како спекулација. Да, така го класифицирав. Затоа сакам да кажам дека и јас се сомневам дека бидејќи блискоста на претходниот естаблишмент во банката беше голема со Социјалдемократскиот сојуз и комуникациите на бившиот тој менеджмент беше директен со првите луѓе на СДСМ, на актуелниот СДСМ, и дека на тој план што денеска на таа екипа се уште е на слобода, условно кажано, се уште се движи, иако се креатори на целиот тој злостор, ја ќе го кажам злостор, слушам дека нашиот директор за кредитирање веќе работи во банката за обнова и развој, кој што е фактички поддржавна капа. Кај Кире Наумов. Кај Кире Наумов, да, тоа е господинот Богатиновски, кој што за лошите пласмани, доколку биле лоши, бидејќи тука сакаме да кажам колку се лоши тие лоши пласмани. Колку се лоши. Зашо сепак постојат некои хипотези. На крајот од денот официјално НБРМ одлучила дека таа банка не исполнува стандарди и пропага, а тој кој ги давал кредитите... Нема да пропадне, А тој кој ги давал тие кредити сега го наградуваат со државна функција. Видите вака. Чудно малку. Види вака. Ме обвинуваат мене како председател на надзорен одбор и синот како председател на одбор за кредитирање. Синот како председател на одбор за кредитирање, он носи одлука на база исправна документација и не е сам, со уште 5 члена. Дел од банката, дел од надвор.
Значи, документацијата некој му ја сервирал која е исправна, која ги исполнува условите за доделување на кредит. Едини кои што требал да ги проверуваат тие податоци се првиот генерален директор, вториот и директорот на кредитирање. Тука и сега, во истиот случај јас се наоѓам како председател на надзорен одбор. Мене документацијата цела ми е припрема правната служба на Евростандард банка, во кој што буквално не е мет и млеко, меѓутоа се е под некоја контрола дека банката сепак иде кон подобро. Се бараше цело време од кога знам банката, од кога дојде Николче, ние сме во фаза на докапитализација. Буквално докапитализиравме, немаше година, 2-3, да не уфрлиме нови средства. Се недостасува пари. Затоа, меѓутоа, може би ова праша јас сум требал да си го поставам многу порано. Како тоа банка? Банка да бара само пари, а дивиденда нема биде на 18 години. Че вие само вашите пари кои сте ги заработиле во другите бизнеси ги горите во банката. Точно така. Зашто така, на крајот, кој ќе се повлече на линија, тоа е фактот. Љупчо, не жалам за изгубеното. Жалам што ми го строза образот, достоинството. Ме направива денеска на социјални мрежи и ще дашите вперуваат со мене со пас дека јас сум виновен, дека мојот син е виновен, дека ние сме виновниците. Јас велам дека се работи за многу длабок и добро организиран криминал. Костовски, за тоа кој е виновник ќе покаже нели времето, еви вие не ќе покаже. И не секоја вистина излегува на виделина. Најавена беше кривична пријава против вас за овој случај, нешто што по закон да речеме и доколку на вистина постои одговорност треба да се случи. До каде е таа работа? Ве повикале ли на распит? Има ли обвинение? Тоа е донесена одлука за истрага во кој што сме ставени 4 особи, во кој што јас само знам дека јас и синот сме бевме на распит. Не беше даден на увид материјалот по што сме обвинети. Јас само се насмејав и реков дека се тоа се будалаштини кои што буквално некој само сакал да отвори предмет. И тој ден денеска го тврдам, еве тука обвинителот Наум Петрски може и за ова да ме тужи, бидејќи објавувам тајни во кои што дадов збор дека не смеам да ги објавувам, да ги пред јавноста да ги споделувам, меѓутоа јас отворено велам, бидејќи се чувствувам невин во оваа ситуација. Тоа што е напишено како обвинение за истрага не е 0,01% вистина. Сето тоа се лаги кои што се буквално правени со цел да има предмет. Пред некој ден слушнав дека постои правда и правдина. Правдината е една, меѓутоа правдата одлучуваат институциите. Тоа е жалосно Македонија што денеска ние се уште немаме слободни институции. Кога го спомнавте вие самиот стечај, имајќи ја таа информација многу порано отколку ние која дознавме, замислете, ние заедно целата банка со сите експозитори имаме околу Јас можеш да стекнам со таа информација многу финансиски бенефит. 250 вработени. Имаме неслушани луѓе кои што релативно имаат комуникација со високите структури. Никој не знаеш. А да се запечатат 340 филијали и банката во рок од 15 минути на објавувањето, тоа е армија од понад 1000 луѓе. Тоа е организиран. Значи, морам да кажам дека и најсилниот акционен филм не би можел со таква брзина да се направи и да се изведе. Костовски, ова е сценарио. Јас немам некои големи финансиски познавања, но го следам како новинар, да речеме, финансискиот бизнис во Соединетите Американски држави. Знам дека злоупотреба на информација е кривично дело. Доколку јас поседувам информација и ја злоупотребам за финансиски да профитирам од неа. Тоа се вика инсайдер трейдинг, да речеме. Точно така. Јас оваа информација за пропагањето на Евростандард банка, и отворено и вас ви кажувам, и на целата јавност, до денот
кога ја објавив, ја немав споделено со никој, вклучително и со вас. Се мислев дали да ве побарам, но од една страна реков немој да направам проблем и за човекот и за мене, немој да го оштетам целиот процес, па некој да извади пари и така натаму. Единствено, Затоа ти замерам што не си ми кажал. Ова не би се случило. Гарантирам дека ова не би се случило. Но, јас одев кон новинарскиот принцип дека поради мојата информација би можела даден збор. Да се случи да се случи финансиска малверзација. Единствена злоупотреба која ја направив и му се јавив на мојот татко и го прашав да не има сметка во Евростандард банка, ми рече дека нема, ми вика зашто, му викам уживај, нема врска, поздрав. Сега, за разлика од мене, очигледно е дека Нина Ангелевска, поранешната министерка за финансии, многу претходно знаела дека Евростандард банка ќе пропадне. Многу пред јас да дознам и видовме, и дури на самата пресконференција ја прашав гувернерката Бежовска, од каде знаела Нина Ангелевска за пропагањето на Евростандард банка и како ги повлекла парите, таа ми рече дека тие податоци се класифицирани и дека за нив не може да се разговара. Сега јас не се ставам како некој голем морален авторитет, но самото тоа што министерка за финансии ги повлекла своите пари, знаејќи оваа информација, говори дека системот се спасувал фрлајќи вашата банка во пропаст. Заклучоците на тоа алудираат дека Нина Ниневска, како тогаш министер на финансии, не може да не бидела информирана, бидејќи одлуката за носење во стечај на банката била донесена веќе конкретно 2019 година, кога ние дефинитивно расчистивме со старото раководство. И тој момент се смета за клучен момент за носење на таа одлука, како одлука. Меѓутоа, од одлука до доаѓање до финална форма, стечај, мора некои устови да се исполнат. Во тој период, од гувернерката, јас и мојот син, сите ние во семејството, иако секојдневно ние бевме во комуникација, барајки прием за нашиот потенцијален партнер, кој што го најдовме, кој Народна банка го испита, неговите фондови ги испита, дека апсолутно не најде никаква замерка за негово појавување во структурата на собственици. Не дозволија да дојде, не дозволија да се напијат кафе, да поразговарат, не дозволија овој потенцијален партнер да ги слушне условите кои што Народна банка ќе ги постави во поглед до капитализација. Што сака да скријат? Зошто не го дозволија тоа? Јас упорно се обидувам да дојдам до при жив организам како банка не може, посебно во случај кога јас сум, сега не сум јас некој, меѓутоа на некои работи никој пат не можам да простам. Не можам да простам, ја можам да дадам ако сакам. Меѓутоа некој да ме краде на овој начин, тоа не го дозволам и тоа е моја заклетва дека додека живеам, јас ќе се борам да најдам вистината. Вие сте еден од ретките луѓе во Македонија кој може да се пофали себе си со епитетот филантроп. Човек кој никогаш не штедел и сите кои живеат во држава и во градот знаат дека сте помагале во многу сфери на општеството, сте биле главен донатор на Кометал кој во современата историја е првиот клуб кој направи еден меѓународен успех. Вие практично пари кои сте ги заработиле во странство ги донесовте и ги вложивте во Македонија. Зажаливте поради тоа? Да, не, видите, сега, тоа е големо, мислам, тоа е прашање кое што кај секој паметен човек ќе се постави како базично прашање. Да, сгрешив, бидејќи од пазар со 500 милиони жители, кој што бизнисот од 100 и 200 милиони евра не е мал бизнис, дојдов со сиот капитал во Македонија и дојдов направив, сметав дека тука ми е местото, тука децата одлучија сака да живеат и моје беше јас да го следам трагот на моите деца и на крајот да помогна на мојата татковина. Мојот карактер како филантроп
и ден денеска го практикувам и покрај тешките услови во кои што живеам. И ден денеска посебно на семејства кои што да версуваат крај за крај. Тука сум да им помогам, да ги сослушам. Колку може. Значи, сакам да кажам дека од тоа што сум не можам да избегам. Од оваа кожа што вела старите, од друга кожа не можам да бидам. Таков сум генетски спој во кој што јас сум човек љубец. Меѓутоа сум и малце луѓето не ме познаваат. Многу одлучен сум кој ќе тргнам да нешто го докажам. Се сеќавам, мислам дека беше 2012 или 13 година, имаше, јас тогаш бев се уште студент, имаше една трибина во Кавадарци на која говореа Љубомир Данилов Фрчковски и Ѓунер Исмаил. И после трибината ни се пофалија дека колата со која дошле и шоферот кој ги возел им ги дал Трифун Костовски. Па видите, не гледам тука ништо. Не гледам никаков проблем. Секако што им побарал било каква услуга, помош да се превезе, јас сум давал. 2002 година, тогаш се сеќам кога денеска во бевме дарали селово Јурумлери, бидејќи бев јас носител на втората изборна единица, јас отидов со тогаш многу топ джип беше Мерцедес 300. Сребрена боја. И овие граѓаниве од кои што отидов таму, леле, вика, може ли да го пробам? Мо ги фрли в клучовите, пали, вози. Види вака, знаеш што, дали е тоа вред или не е вред? Сте помагале на новинари? Она материјално, што не е моje најлично, што не е на мене, можам да го споделам. Ја и корката лепки ја споделам за тоа што има поише потребно. Не е тајна дека вие одредени мои колеги новинари со години ги издржувавте за да го работат тоа што го работат. Видите вака, од фелата на новинарите во Македонија можам да кажам дека имав и многу убави моменти, меѓутоа во моментиве, сега кога се наоѓам во ваква ситуација, се чувствувам изигран. Убаво е да се каже дека да имате газда како Трифун во кој што не се меша во уредувачката политика, не се меша во ова, не се меша во она, не бара никаква заштита, бидејќи брат ми како тогашен директор на КРК беше напаѓан многу. И он вика, брат, вика, во утрински вестник ме прават пач. Викам, брат, не се мешам. Извини, новинари се. Да сега голем дел молчат. Можно ли еден човек кој е толку богат да е толку наивен? Молчат, а во приватни кругови како вас газда не сме имале. Мене се уште не ми е јасно како е можно еден човек кој успел толку капитал да акумулира и да живее на вистина убаво и на висока нога, да е волку наивен, особено кога се во прашање моите колеги новинари. Абе, Липче, јас вие на вистина верувавте, мислевте дека тие луѓе од и искрено и со порив го работат тоа што го работат, а не за пари, до ден денес тоа го прават. Види вака, мислам, таа екипа на утрински вестник, матрицата беше лево ориентирана. Што во основа сметав дека и тоа е избор, меѓутоа беа топ новинари. Еден меѓу нив не е жив. Меѓутоа останатите 5, исто така, акционери кои што беа заедно со мене. Сусед Васко, кој што веќе го нема, никој денеска не застана да каже отворено новинарско перо, кој што може да напише. Луѓе што му праите на човек. Тоа ми дава за право да кажам дека може би тие 20 и кусор години поминати надвор сум и излезен од Македонија, така воспитан, бидејќи јас по раните 90-ти години, пред 90-те години заменав од Македонија, во кој што сепак имаше естафлук, имаше збор, имаше образ, имаше многу работи кои што се битни за човекот. Не верував дека до тој степен ќе станеме општество во кој што не можеме да се препознаеме какви сме биле некогаш, какви сме денес. Верувајте, ако
старата поговорка homo hominis lupus est. Јас сметав дека Македонија, која што беше една од првите републики при распадот на Југославија за влезе во Европската унија, денеска е последна на таа опашка. Значи говориме за лош избор на луѓе кои што воделе оваа држава. Зошто тоа се случува? Зошто и сега ќе ми дозволите една мала анализа да направам за новата влада која што предводи господин Заев, во кој што се они веќе, што знам, 8-9 месеци како се на власт. Ке ве прекинам, Заев вчера и завчера се возеше со мотор, со својата свита низ Македонија. Има ли такво хоби, Трифун Костовски, сте возели ли мотор некогаш низ држава? Не, мотор не сум возел, меѓутоа го почитувам тој мислам тие луѓе кои го сакаат тој живот и тој спорт, уствено кажа. Да, како ќе го прокоментирате тоа што додека сите ние сме затворени во карантини, додека не работат рестораните и хотелите, Заев спиеше во хотел? Лјупчо, не можам тука ништо да коментирам, тоа е негов личен избор, хотелите во основа се отворени или се затворени, не знам дали затворени се. Ако се затворени, тоа што е веќе односно прекршо. Треба да се плати казна. Сакам да кажам дека околу анализата на владата, продолжите. Анализата на владата ми наветно. За овие 8 месеци името се реши порано. Ја бев од тие еден за да се најде некој компромис. Да, јавно го пишувавте, тоа се сеќавам. И многу денеска од ВМРО, кој што ме именуваат ко северџан, ко човек кој што сум го продал името, јас македонското име не го продавам. И денеска јас го употребувам за домашна употреба, бидејќи не сум званично лице, да употребувам Северна Македонија, туку Република Македонија. И сметав дека тоа е прашање кое што мудро се направи, бидејќи еве гледате на сите надпреводење сега која со Германија игравме, сите коментатори викаат ови македонци. Види вака, зборот македонец е побитно да ме именува отколку да ме каже дали е Република Македонија или Република Северна Македонија. Али тоа е мој став. Не мора да секој се биде согласен со овој став. Добро, имате либерален став во однос на промената на името. Имам печаток. Без потреба не раскарија со бугарите. Не дека многу се сакавме, бидејќи бугарите често пати умеева да кажат не е се така лесно за да ги отпочнете преговорите со Европската унија, со решањето на проблемот со грците. Буквално чувствувам дека меѓу Грција и Бугарија како да се играа пинг-понг. Прво бевме во рацете на грците, како заложници за влез во Европска унија, сега станавме заложници на Република Бугарија. Имам сериозни приметби, бидејќи ничим изазван, што би кажале србите, односно со ништо не предизвикан, тој говори за историја во кој што се додворува на новинар, во кој што продава се што е за мене свето. И нормално, секој честен македонец кој се чувствува како македонец, правото на национална припадност, тој исклучува е лична работа. Тој што се чувствува бугарин во Македонија, евала, дај ми рака, бугарин си, нема проблем. Меѓутоа почитуваме како македонец. Помалку се така. Видовме по избори во Бугарија. Не. Види вака, ја мислам дека и хајката што се направи, може би повеќе ќе се појави, а меѓутоа хајката што се направи сега со Бугарија и почна да се користи говорот на омраза, дефинитивно кажува дека не е вред. Во однос на Бугарија, лошо ја коментирате политиката на едно ќе кажам. Економските политики? Едно ќе кажам. Родот, брат, сестра, деца и комшиите, тие ти се дадени. Не можеш да ги менуваш. Можеш пријателите да ги бираш. Према тоа ние мораме да најдеме начин за комуникација. И тоа тука треба искусни луѓе со буквално наоружени, со многу и мислите дека овие сега не се такви? Да мислам ова Никола Димитров, Бујар Османи,
Брат, Видите, вака, тоа се сепак луѓе со големо искуство, сега можеме да се согласуваме. Терминот, бидејќи бев нападнат бидејќи сметав дека рушењето на Галијата не е сега во моментов приоритет кај Holiday Inn, со цел да се докаже некоја цел која што владата или овој градоначалник го ветил дека тие гали ќе ги трне. Мислам, рушењето за мене е самиот збор рушење е ништење на некој дал пари, нечи пари се тука вложени, а некој ќе треба да ги плати тие пари. Да, на крај ќе треба да ги обештетат тие луѓе кои ги купиле гади. А тоа се пак ние граѓаните. Се додека нема подобра идеја, што ќе направи со тој простор? Како ќе го племени тој простор? Која димензија ќе му даде? Јас не би дирал ништо. Ебе сите велат. Меѓутоа, кај сега најде Трифун да коментира за тоа, ништо не направи кога беше градоначалник. Јас тоа е еден стереотип. Има бела книга за мојот придонес на Скопје и кој што така мисли нека ја земе да прочита. Меѓутоа, одрекла казала ние за жал повеќе веруваме на тоа што ќе слушнеме отколку тоа што ќе го прочитаме. Делата говорат зад мене. Јас сум веројатно единствен градоначалник кој што наследи дупко од 20 милиони евра, имајќи во обзир дека буџетот на градот во тоа време кога бев беше 32 милиона евра годишен буџет. За 2 години го санирав. Успев да им дадам буквално тоа, денеска би ме суделе за тоа, да ги натерам доверителите, односно тие што имаат побарување од градот, да се откажат од своите побарување, бидејќи беше евидентно дека тука се правеле многу математики. Успеавме да им симнеме 4 милиона. Ма се некои благи зборови користите као математики. Кажете криминали. Па криминал би имало, ама мој не е. Ljupчо, не сум тој што обвинува. И вие тие кои правеле според вас математики ги натеравте. Ама јас не бев градоначалник да го барам криминалот на тој мојот претходник. Има тука институции кои што ако сметат дека треба да барат, нека дојдат, апсолутно им стоам на располагање да им дам се од документација. И моје не е да обвинува. Моје да го изработам мојот мандат. А не кој што и како направам мојот предход. Од дупка на крај направивте да има висок пари. За 2 години јас имав повисок кредитен рейтинг од Moody's отколку владата на Република Македонија. BB+ имав. Значи сте биле домаќин. За мене Климент Охридски, по мојот проект, кој што е сега ја направи Коста Трајановски, чинеше 220.000 евра. Со можне 20.000 евра, ако не се налета на некој чвор од Евана или било што, бидејќи тоа е обврска на градот. А денеска тој булевар, знаете колку чини? Колку го кошташе градот? 850.000 евра. Ова гледањите може да го слушнат. Домаќин лукот е најсилниот сегмент кој што треба да биде коренет во оној што треба да биде татко на градот. Меѓународната политика ја искритикувавте, локалната политика ја искритикувавте. Како е вашиот коментар, веројатно барем јас како човек кој наспроти себе има бизнисмен, од вас најмногу очекувам да дадете критика, односно став за тоа каква е економската политика на владата. Катастрофална. Јасен, краток одговор. Безидејноста влада во оваа влада. Немаат од луѓето кои што навистина имаат чувство за економски развој. Немаат ниту еден во својата влада, вклучително и првиот човек на владата, кој што иако цело време се буца враца, гради дека он е бизнисмен. Он е квази бизнисмен, по мене. Односно, приучен бизнисмен. Он е, 3 мандати беше градоначалник на Струмица, 5 години веќе премиер, према тоа неговиот животен пат се знае каде била политиката. И се усмирил дека, сватил дека тоа може би најдобриот бизнис кој што во животот се работи. Не сакам да говорам за неговиот приватен живот. Јас само говорам за мојот дел кој што ми го одземава со асистенција на структури од власт.
колку актуелниот премиер бил вклучен во целото тоа времето ти покаже. А неговото Меѓутоа, семејство, пошто они како Кардашијан се сега, постојано некои новини излегуваат од нивното семејство, поврзани со некои нови бизниси. Еве вчера видовме како возачот на Трајче Заев беше уапсен со марихуана. Истиот тој возач има една фотографија со вас и со Еса Трахич на Facebook. Се работи за лицето Александар Ушлиновски, кој е ДЕА, американската агенција за борба против дрогата, го уапси на Плетвар. Тоа лице, во исто време додека се случува сето тоа, нашата верзија на фамилијата Кардашијан, односно Трајче и Бобан Заеви се наоѓаат во Дубај. Знаете, многу чудна, некако многу чуден ДЕА влетува. Обично така тие се пресметуваат со наркокартели. Овие ги нема во државава. На Трифун му пропаѓа банка. Се чувствувам како да живеам во Колумбија, а спроти мене не седи Трифун, туку Родриго, знаете. Златко, да ти кажам, сите овие работи што у постојано време се случуваат, буквално што повеќе ме убедуваат дека организираниот криминал во Македонија толку е длабоко етаблиран, станавме гнездо на криминалци, во кој што секој кој што сака да се бави со криминал може да плати или да плати и добие патна исправа. Замисли, понад 200-250 пасоши издадени на луѓе кои што се гонат во сопствените земји ради криминал или на нив има распишана потерница. И тоа, за мене дека сум се стикал со Еско ми е пријател и со него и додека бевме во собранието имаме прекрасни односи и денеска се почитуваме. Он е заедно со во владата на Заев, има свој ресор каде работи. Додека Ушлиновски не се сеќавам на него, меѓутоа веројатно чим сме се стикале. Меѓутоа, ја бизнес... Да, не би бил пријател и сте немале бизнес со него. Не, никако бизнес, ниту со Заев. Може би му представувало задоволство да се слика со вас, да се пофали и така Па јас имам многу луѓе кои што е вака случајно ќе идам во кафана и вика дали може да се стикаме, зашто да не се стикаме. Природно ли е, вие имате возач цел живот, вашиот возач сега да го фатат со 800.000 евра марихуана во себе. Вие претпоставам имате со години возач, нели? Сепак сте успешен бизнисмен. Видите вака. Како би се чувствувале вие ако утре лидер објави дека возачот на Трифун Костовски е фатен со марихуана во вредност од 800.000? Не може тоа да биде. Возачот е најблискиот човек на тој што го вози. Еве, вие имате човек од најголема доверба. Јас имам возач кој што веќе 15 години кај мене. Јас сум му кум, он е албанец. Меѓутоа, јас за неговиот живот знам се. И тој знае се за мене. Без ваше знаење нема да го фатат со 800. Како бре? Луѓе, види вака, има делови во кои што... Се наеднаш не се познаваат со само иницијативни некои работи се преземат, меѓутоа, само иницијативноста, далеко од тоа да ја би прибрал околу себе човек кој што има, ќе го осетиш дека има, ако има нешто матно или мати нешто што вела старите во неговиот начин на размислување како да дојде повеќе до финансиски средства, апсолутно не е таков човек. Шуна е Македонија со овие политики на владеачката СДСМ многу ме подсетуваат на оние политики на ВМРО ДПМН од 90-ти, од најљубчо времето, некако како да се пресликани. Ако се сеќавате, тогаш шоферите беа највлијателни луѓе во општеството, поседуваа банки, деловни простори, удели, некако тоа ми се пресликува во сегашното владење на СДСМ, возачите повторно да добијат дури шанса да поседуваат цели компании. Има разлика меѓу возач и обезбедување. Возачите се една категорија, обезбедувањето друго. Говориме за обезбедувањето кој што апсолутно обезбедувањето е фактички и ние имавме еден од блиските луѓе на Социјалдемократскиот сојуз кој што беше обезбедувач и кој што имаше своја фирма и кој што остана должен пред банката благодарејќи на неговата близкост со претходниот генерален директор. За кого станува збор? Тони Зојпер.
фирма. Сакам да кажам, не е забрането никому да се занимава со бизнес, меѓутоа бизнес да биде вред. Еве, Урко исто така е обезбедувач, така ли? Меѓутоа, колку што за него слушам, човекот честно си има теретана, си отврил теретана, работи, заработува и живе. Магистер е башка образован. Види вака, не го познавам лично, се познаеме здраво, меѓутоа почитувам луѓе кои што не се наметнува во јавноста, кои не сака да боде очи, кои што не сака да биде што знам? Да. Тоа е еден мој Има едно од добрите теретани во Скопје, каде што инаку сега теретаните се затворени, кафулињата се затворени, рестораните се затворени, но затоа казината работат. И ова ми е чудно мене малку како во казина не се шири корона или не знам, многу чудно ми доаѓа казината се, ако денеска во Македонија постои најпрофитабилно место, тоа се казината во Македонија пекло. Значи ние многу богати сме и одиме, или тоа е символ за сиромаштија. По некои слободни проценки преку 1 милион евра денеска, односно кланицата која се отворени и вртат во Македонија, тоа говори дека народот и покрај сите тие работи сака да се коцка, сака да се занимава со нешто. И старите римјани уште на времето рекле дека народот за да има мир, дайте му лепи игри. Сега игрите се реална работа. Дали се тоа спорт, тимски, индивидуални спортови, дали со коцкање. Коцкањето од вајда век било присутно меѓу луѓето. И не гледам тука баш голем проблем. Има луѓе кои што сакаат тоа да го работат, нивно право е. Да, но коцка со сопствени пари. Коцкањето е болест на сиромаштијата и на надежта. Вие кога влегувате во казино, купувате надеж. Обично, барем најголем дел од луѓето. Не е секој пат така. Имав, да ти кажам, светското првенство во женски ракомет во Санкт Петерсбург беше чинам негде ка почетокот на 2000 година, кога имавме еден менеджер на казиното во Санкт Петерсбург, македонец, бевме негови гости, не причека прекрасно, Трајче, поздрав, ако ме слуша сега до него. И во кој што ми вика, господине Косовски, има овде, вика, кој што секоја вечер доаѓаат и он 100-200 илјади долари, вика, ги става, вика, онака, чисто да се задоволство мое. Види, вака, луѓето уживаат во некои нешта кои што за нас се може би страни. Или нашиот код не ги прифаќа. Меѓутоа има луѓе кои што имаат таква страст, таква слабост. Некој, ќе кажеме, е коцкар, некој е пијаница, некој е женскар, некој е што знам лажко. А некој се во едно од споменатото. Сега Љупчо ќе ми дозволиш што ми беше идејата за целата генеза. Зошто моите сомнежи? Иако од прво, познавајќи се себе, трнав да брана мојата и обвинив после месец дена дека ова е организиран криминал. Во намерниците веле дека коцкари биле во фамилијата Костовски и ги искоцкале сите пари. Да, ние се коцкаме само во затворено друштво, чисто ради забава, а мора да има по некоја денарчна маса. Меѓутоа не е покер, тоа е реми бридж, во кој што нема поише од 200-300 денари. Да, што знам. Такви коментари, барем јас сум слушал низ градот дека јас во коцкарница син сте биле коцкари, сте искоцкале банката и сега Хари Костов го обвинувате. Никој пат се немам коцкано во коцкарница. Тоа сакам да им кажам на моите пријатели, моите и непријатели, дека апсолутно тука немаат место, немаат мегдан каде ме напаѓаат. Нека најдат некоја моја друга слаба точка, нека повелат. Јас не бегам да се соочам со се во животот. Се познам себе како сум. Настојувам да ги запознавам и луѓето околу мене, колку што можам. Не, ако сте коцкар ви пред 20 години, ке сте ги искоцкале парите, немало толку да чекате. Еве, ја па по таа логика. Видите вака, коцкањето, да, ко деца сум играл фанта, условно кажано, во Скопје се играло фанта.
сум играл джамли, сме играле челик, сме палеле огнови за Божи. Тоа биле нашите игри, нашите коцкања. Јас сум со генетски предиспозиции за влашко коцкарство. Смееш да се коцкаш само со туги пари. Тоа не е вака некако спорт кој не се шегувам нормално. Не. Се шегувам нормално. Добро, Костовски. Сите, овие работи кои излегуваат овде или онде. Ја имаме онаа ситуација дека оние пропаднати штедачите на кои им изгореа парите практично во Евростандард банка, сега постојано нешто вас ве обвинуваат. На 3-4 дена туку ќе пратат некое соопштение во кое ќе обзнанат како сте вие винове. Неве сега последно го посочија дека дел од ограбувањето на Евростандард банка бил дури Игор Джамбазов, познатиот македонски актер, уметник, шоумен. Па потоа Игор излези и каже: "Абе луѓе, јас редовно си плаќав кредит." И така натаму. Видите вака. Сите што, ако можем Игор Джамбазов да го наречеме дека е пропаднал, нели, Евростандард банка, тогаш може секој оној кој имал кредит таму да го ставиме во истата позиција. Иако сум денеска комплетно, сиот тимот ми е замрзнат, ако се дојдени до парите на Игор Джамбазов, јас ќе ги платам. Значи имате нешто во странство? Немам во странство, имам пензија кој што ми доаѓа и ја ја ќе го отплатам Игор. Ако е Игор проблемот. Ако Игор проблемот. Игор не е проблемот. Игор е и во моментов една колатерална штета која што е. И јас се чувствувам, бидејќи прв сум на браникот да докажам дека не е ова случајно. Бидејќи сум прв, а сите други молчат. Главните актери молчат. Бившиот менеджмент, бившите директори и тие што цело време ги прозивам. Колку се честни и колку често размислуваат, или дали има некои инфилтрирани луѓе во самата, да не кажам, оваја организација за оштетените штедачи од Евростандард банка, не знам. Времето ќе покаже, времето е фактот. Меѓутоа сакам да кажам генезата. Видите што се случува за овие 8 месеци. Од доаѓањето на владата. Стечај на банка кој што е, мислам, единствен во свет. На денот кој се затвара банката, има ликвидни средства на сметка 27,5 милиони евра. Не се употребени мерките од Народна банка како вонредни мерки, да ми одземе мене лиценца, да одземе лиценца на генералниот директор, да одземе лиценци на извршители на високи функции во банката. Не ја употребува латката администрација со цел да дојде да види дали таа банка може да положи. Туку веднаш удара сатрот да губи, буквално да се убие банката за да се изгубат трагите на парите. Тука се работи за сериозни играчи кои што стојат во позицијата. Јавноста ќе биде стапосана кој ќе разбере кои се. Сега ќе ви кажам најискрено и најотворено, пред некое време разговарав со еден пријател, тој ми вели: "Абе, вика, многу едноставна работата со Трифун и со Евростандард банка. Трифун го поддржа Заев му инфилтрираше своји луѓе кои му ја исцедија банката и на крај му ја затвори банката." Видите, ја... Сте го поддржувале ли финансиски СДСМ? Никој пат. Никогаш? Не, некој пат сум го поддржувал, али во времето на Заев не. Во времето на Бранко? Да. Меѓутоа и во времето на Љупчо и во времето на Груевски сум го поддржувал. Бидејќи сум поддржувал секоја партија, се во интерес за развој на демократските процеси. Мицковски го поддржувате денес? Не. Немам веќе ни можност да поддржувам. Најобјективно. Немам финансиски можности. Ајде, од опозицијата како ви пристапуваат, пошто сепак тие се како еден релевантен политички фактор, тие се оние кои треба да
извлечат бенефиции од пропагањето на оваа банка. Ви пристапиле ли од опозицијата? Ниту ми пристапали, ниту пак очекувам дека ќе ми пристапат, од причина што гледам дека едно нешто и двете партии се бранат. Ако бившата влада со бомбите, колку се докажени, колку се недокажени, не знаеме уште, бидејќи се уште нема некој финален, сем за Мерседесот, финален, да не кажам, Финален катица у куќен притвор, тоа е финално. и катица во куќен притвор. Нема ништо. Меѓутоа, бомби имаше. Мелко веќе го студија. Колку дела се направени. Меѓутоа, практикувањето на власта е денеска. Максимално зголемување на буџетот и носење на буџетот, тоа е прва и најосновна работа на која што владава, оваа влада инсистираше носење на поголем буџет. Прости. Зошто? Знаејќи дека буџетот не можеме со сопствени средства да го наполниме. Немаме економија, пандемија. Максимално задолжување надвор. Задолжувањето кој ќе го плаќаме ние и вие и твоите генерации, дури незашнати генерации. Бидејќи се нема домаќин лук. Домаќин лукот е основата за една држава. Овдека, видите вака, овдека имаме ние во време на пандемија и живување. Вице-премиер, ние го правиме, отвараме ресорно министерство за политички за Политички систем. политички системи. Има Честерфилд гарнитура од 10.000 евра. Не знам Тој колку е гарнитурата, меѓутоа гарнитурата тоа е нешто што ќе остане. Меѓутоа, за да тој функционира како министер, му треба вработени, секретарки, луѓе, му треба возачи, обезбедување. Колку тоа министерство ја чини владата? Тоа е едно прашање, само нека ми каже. Еве, уставно кажано, и за пописот. На дур се тераше целата работа, попис по секоја цена. Колку ја чини владата тој напор за да се одржи по секоја цена пописот? Колку пари се потроши? Го осудивме тогаш Никола Груевски 11 милиони евра пропаднале, бидејќи почнал пописот. Сега сигурно не се 5 пропаднале. 5? Што? Милиони, најмалку. Како 5 милиони? Со самото тоа што се одложува пописот. Сепак ќе се спроведи се. А колку е време потрошено на самата влада? Плаќате вие Плати денес... земале луѓе, советници. Не бре, тоа се пута 10 фактор се сега потрошени пари за овој попис. Ако ги земеме сите елементи кои што го сочинуваат, таа толку голема желба за да се направи попис. Иначе владата на Мицко денес се очекува да се објави антикорупцијската комисија да ја објави тајната листа на хонорарци на владата кои владата ги плаќала за некакви интелектуални активности. Веќе еден од нив вчера се јави сам, господинот Петрит Сарачини, потврди дека тој е на таа листа. Колку што знам во овој момент од некои информации кои ги имам од луѓе во антикорупцијска, таму се многу видни интелектуалци, новинари во нашето општество кои практично за да одработуваат по весници на социјалните мрежи, по портали, се практично плаќани нели од владата. Ќе сакате ли да ја споредиме таа листа, еве, некогаш кога ќе излезе во иднина со листата на луѓе на кои им помагал Трифун Костовски? Да видиме колку ќе се поклопат. Јас верувам дека таму има доста поклопување вака кога слушам муабети на кому све сте помагале во вашиот живот од интелектуалата во Видите Македонија. вака, не беше моја идеја да јас пишувам за тоа. Ако може само да го свртите микрофонот. Не беше Не, моја од другата страна, целосно, вака да дојде. Не беше моја идеја да јас се фалам со тоа што сум го пишувал, меѓутоа ситуацијата во која што дојдов апсолутно јавноста ме убедие уствари многу пријатели дека јавноста треба да знае кој сум, што сум направил. Видов многу луѓе
на кои сте им помогнале, јавно пишуваат. И јавно пишуваат и почна многу луѓе да се јавуваат. И морам да кажам дека една навалица сега на луѓе кои што се им помогнал, чувствуваат обврска да возвратат во овој момент, за мене тежо. Што е за мене сосема човечки. Значи не е толку изгубено надежта во Македонија, Костовски. Сепак постојат луѓе. Не сепак постојат. Ја ќе кажам 90% постојат луѓе, а 10% постојат не луѓе кои што денеска ја водат оваа држава. Обична човек, тој што во Прилепско, Пелагониско, ниже тутун, кој што од годината од 12 месеци мора тој тутун 14 месеци да го работи. Тој е честен човек. Честно го заработува леп. И денеска да се кара и за 5-10 денари поскапа категоризација на неговиот тутун има право. Вложен труд. Не е украдено. Не од државата земено. Не од државата. Државата сме ние, Љупчо. Е земено од нас, граѓаните на Република Македонија. Државата сме ние, и поединци, и групи, па да не кажам. Еве, владата ја оценивте како нечесна и со лоши политики. Како ќе го оцените председателот Пендаровски? Сепак тој е врховен командант и, нели, би требало да биде по херархија највисок, барем по авторитет, можеби не по власт. Пендаровски, ако го ценам како председател, имам едно мислење, ако го ценам како човек, друго мислење. Значи, како човек сметам дека е чесен во професијата свој, професионалец е, професор е, елоквентен е. Меѓутоа, меѓународното искуство, што он треба да представа Македонија, го нема во себе инкорпорирано. Видите го... Никогаш, председателот Пропаќа банка, никогаш не се заинтересирал за овој случај? Јас неколку пати бев кај него. Иако директно под надлежност е ингеренцијата да смени и постави гувернер. Едноставно чувствува, знаеш што, дека не е во составе да одлучи. Никој не го прашува него? Не го прашува, едноставно тој мора да праша, најверојатно. Што да се прави понатака. Значи, јас сега само да кажам за пандемија. Да. Во овие... Се вакциниравте? Не. Па вие сте во години веќе, веројатно сте во ризична група. Добро, чекам ред да дојде. Ќе се вакцинирам. Не, апсолутно. Тоа сметам дека е моја задача и обврска не само према мене, и према сите со кои комуницирам. Да, и према општеството. Да. Сакам да кажам дека видите, Вучич исто популист. Меѓутоа, денеска може да слободно отвори берза за продавање на вакцини. Светска производители. Од сите можни производители. Нашиот председател сврти некој телефон да обезбеди некоја вакцина. Не, има негде кај да сврти телефон. Се препукува со Филипче на Фейсбук. Тоа беше од рангот на препукувањето на, не знам, Јасо Јоци, на Миленко со Бобан Нонковиќ. Така се препукува председател на држава и министер за здравство, што навистина беше трагично да се гледа дека... Видите, вака, мислам, ние грешиме што целата вина е лоцираме во министер за здравство Филипче. Он е по вокација доктор, лекар. Министерството ресорното го води толку колку што ќе му ги одврзат рацете. Дека имao околу себе и комисија која што исклучува со угледни, еминентни, стручни лица околу себе кои што укажуваат што и како треба да се работи. Не навлегувам во тој дел. Ја навлегувам во првиот дел. Кажете ми, во последниве 6 месеци, каде отишол нашиот премиер и кој му дошол? Каде отишол нашиот председател и кој му дошол? Председателот нема мрднато од вила. Водно премиерот бил само едно ве молам. Тоа се функции кои што не за земјата имат едно значење, за меѓународната заедница уште поголемо значење. Ама кој би ние ја подценуваме меѓународната заедница
И сметаме дека, знаеш што, па не канат. Па ќе се натурам, бре. Ма не Костовски. Лјупчо, види вака, јас како бивши градоначалник барав прием во кинеската амбасада. Збратимени сме со Нанчанг, како град Скопје, и барав со отворено писмото не е отворено, меѓутоа ако треба, и ќе го објавам пред јавност. Да Нанчанг како град збратиме на Скопје, покаже солидарност. То обезбеди, ако ништо друго, барем вакцини за градската администрација, бидејќи во тоа време кога тоа го правев, апсолутно немаше абер дека ќе стигне било каква вакцина во Македонија. И? Ја моја лична одговорност. Одговор немам се уште. Меѓутоа јас се обидов. Ама тоа треба Петре да го направи. Петре не знае дека сте се збратимиле. Шилего. Не верам дека не знае. Има луѓе кои што апсолутно го запознава со сите работи. Па требало он да побара, вие не сте надлежен да побарате. Вие може онака од желба, Ја не сакам да коментирам помогнете. работата на Петре. Петре има некои работи во кои што апсолутно сум задоволен, меѓутоа има некои работи во кои што не може он да смета дека буквално градот Скопје почна да функционира како град Скопје и локална самоуправа од моментот кога тој дошол. Костовски, едно прашање како искусен човек. Слушате за премиер на, не знам, било која држава во свет, во, да речеме, не знам, Грузија, Да. некоја од таков калибар или некоја од Јужна Америка. Попатно дознавате дека неговото семејство има плантажи со марихуана. На прв поглед, за тој премиер кој не го познавате, какво ќе ви биде Асоциацијата е веднаш. Асоциацијата каква ќе ви биде? Видете вака, доколку не се работи за високо организирани држави, каде владее правото, Као Финска, Данска, Финска, Норвешка. Данска, Германија, Холандија, Енглеска, во вакви држави, секој па сомнежот паѓа дека тука има и матни бизнеси. Плантажи на марихуана. Еве, вчера разбравме дека неколку илјадници стебла од марихуана недостасувале, бидејќи објективно се води евиденција за секој засадено стебло. Што тоа говори? Тоа говори дека во оваа држава криминалот е угнезден. Не да постои. Туку ние даваме уточиште не само на сопствениот криминал, на криминалот околу себе. Еве го Во врати. било која држава, после овие две случки со пасошите и сега со фаќањето на марихуана на висок службеник во МВР, Командир. мислам, по вокација, прво министр треба веднаш да си поднесе оставка, а заедно со него и владата. Еве, Денеска слушаме деманти од семејството Заеви дека они апсолутно се невини и веднаш почна со напади дека тоа е дело на опозицијата. Видите вака, може да не мафтат колку што сака. Мислам, тоа е буквално можеби обичен народ и сака тоа да го слушне. Мене ми е тоа преку глава, мене ми е јасна сликата во Македонија. Бидејќи јас имав можност сега за овие месеци да проучам што во Македонија и како функционира. Криминалот царува во Македонија. А институциите на системот, кои треба да го бранат обичниот граѓанин, се ставени во функцијата на партиите на власт. Тоа е болно, најболно. Преди малце спомнавте антикорупцијската комисија. На моје инсистирање бев кај нив да укажам дека се работи, дека тие треба да влезат во испитувањето, бидејќи како антикорупцијска комисија има право да влезе и во работењето на Народна банка. и Прво осетив пешоток, председателката, плашејќи се со мене насам да се види, не бе болен, вирус немав, лепрозен не сум, меѓутоа го собрав сиот состав и само на крајот сосема ладно ми кажа, без да ни покажете докази, ние не можеме ништо. Преди непол месец дена направив едно официјален захтев да се наведувајќи аргументи дека треба да се занимава со
Евростандард. Овој случај, Евростандард банка. Разбрав од други извора дека писмото ниту не е прочитано. Сигурно го отвориле се. Не е прочитано од тие кои што треба да го поведат тој процес. Сакам да кажам дека отворено. Меѓутоа, денеска антикорупцијската комисија функционира на систем. Ало, работи го тој предмет. Џони Штулич не доби македонски пасош, иако имаше една цела иницијатива, ако се сеќавате, мислам 2007 или 2008 беше тоа, но затоа што не исполнувал услови, знаете приказната на Џони Штулич, по распадот на Југославија, тој одбива да земе пасош од нели Хрватска и сака да живее како апатрид на кој му исчезнала земјата. Македонски интелектуалци има иницијатива да му даде Македонија него пасош, но државата го одби сето тоа барање. Еден врвен уметник како Џони Штулич не доби македонски пасош, но затоа добија неколку платени убици, неколку интернационални дилери на дрога. Вие сте биле... Тоа говори за нашето немање осет тоа што треба навистина на Македонија и на граѓаните на Македонија. Шегам на субрата Рој ВМРО му дае пасош, тоа име грев така, ама му го земаа на субрата Рој. Не знам дали му го зема. Видете, мада он кога дојде тука беше легален, после престана да биде. Така беше некоја ситуација. Знам дека и дел од семејството на субрата Рој имаат македонски пасоши, ги користат. Не знам колку тоа легитимно или нелегитимно. На заслужен за државата, да, јас ќе му дадам. Ама еве, вие сте од банкарскиот сектор. Овој, било кој од овие криминалци, со тој документ може да отвори во било која банка сметка. Злате, еве и нека сам слушателите го чујат овој елемент. Ја мојата хуманост не сум ја покажал само во Македонија, тука сум ја покажал и надвор. Во Австрија добив јас двојно државјанство, а Австрија не признава двојно државјанство. Добив пасош австријски на база одлука на владата да ми се даде пасош, бидејќи сум помогнал на неколку места на институции кои што имале потреба од некои ситни работи. Значи, умеат да го финализираат статусот на поединецот кој што направил за општеството нешто. Немојте сега да кажувате дека имате австријски пасош, вегонато вие нема да можете да си излезете после со него, ќе ви го одземат. Па да ти кажам, Лјупчо, како се тргнати може и ќе ви притреба, господин Лјупчо, не. Јас не бегам од тука, јас сум тука, ќе седам, или тоа не отидов на вакцинација во Србија. Да не случайно, ако поминам граница, дека ќе покушам да бегам. Не бегам, ќе се соочам со сета вистина точно во очи. Не бегам од ништо и немам причина да бегам. И тоа да биде јасно. Сметате дека можеби се подготвени и да ве стават во затвор за, нели, да продолжи целата таа шема со Евростандард? Знаете што? Може да ја поминати таа граница, зборувам за системот, за власта. Кога живеете во Македонија, пиете скопско и се е можно. Владава таква каква што е, апсолутно, мислам, го нема тој легитимитет кој што го практикува како влада. Денеска ние го будеме со мнозинство во парламент. Често пати ради короната и ради X случај, често пати законите не може да се носат, тоа са причини што толку е тенко мнозинство, да толку е настаклени нозе, што објективно претварени парламентарни избори се многу потребни. Меѓутоа, изборот на тоа што денеска и се случува на Македонија не се во следните парламентарни или локални избори, туку токму во законот за избори. Ние лимитиравме на излезност за валидност на избори. Грција има со закон, и Бугарија и Турција, со закон да секој мора да излезе да гласа. Кај нас тоа не. И сега што имате? Во Македонија постои една веќе голема апатија према политичарите и политичките партии. Ова го спремав за самиот крај.
Постои, не е тајна дека во 2010-11, ако не се лажам, вие имавте некаква идеја да формирате политичка партија. Да регистрирате нова политичка партија. Идејата ми било секој пат. Зошто не ја регистриравте? Зошто не ја регистрирав? Јас сум по вокација стопанствени. Немам Ти имале поддршка и од интелектуалци, и затоа луѓе биле сериозно влезени во овој проект. Зборувам 2010-11, но... Не, тоа е 2004 година која беше референдумот. Тогаш се, направивме една движење во кој што беше против територијалната организација, бидејќи сега кој сака како некако толкова негово право. За мене самата таа територијална организација која што денеска функционира е вовед во федерализација на Македонија. Бидејќи објективно тогаш се срта границите меѓу нас македонците и останатите граѓани албанците. Се црта. Струга, Дебар, Кичево легува како дел од таа етничка заедница. Вие одите на потегот од Кичево према Охрид, минувајќи низ пределот на Зајас, вие не можете да видите македонска знаме, македонско знаме. Ќе видите европско, америчко, косовско, албанско, македонско нема. А велиме дека унитарноста мора да се сточува. Унитарноста мора да биде функционална. Ако веќе господинот Ахмети толку години е со сите партии македонски на власт, па редно беше да покаже лојалност и према оваа држава, кој е објективно веќе 20 години на политичка сцена, кој е објективно 20 години, од тие 20 години 18 години на власт, објективно стана можеби не толку со фалење, али едно од побогатите партии во Македонија, на нив и нивните личности и луѓето кои што беа во таа партија, што значи дека говори дека минимум нешто треба да се стори за овој соживот доколку сакаме да го градиме. Погледнав во прашањата и во коментарите на нашиот лајвстрим, морам да бидам искрен дека има и позитивни коментари, но поголем дел се од луѓе кои прашуваат како дали може и мене како штедач во вашата банка да ми помогнете, како што рековте дека на Игор би му го покриле долгот. Дали нешто, друго прашање, дали направи нешто за откривање на тоа за да кажете кај се парите на штедачите. Прашање е каде се парите на физичките и правните лица депоненти од Евростандард банка. Ви читам прашања од луѓето. Оставете ја марихуанета, за мене прашајте го како ќе издржат оштетените без парите кои им значеле живот. Тоа се навистина прашања. Поздрав до сите овие луѓето веројатно се оштетени. Кој го пратат разговорот? Ја можам да се чувствувам со криминалот кој ги погоди тие лица. Сакам на сите да им порачам дека не е исто да водиш банка и да бидеш акционер. Вие сте акционер. Јас сум акционер. Ја со управувачката работа на банката немам никакви контакти, никакви можности. Јас само можам да ја контролирам. А контролирам тоа што ќе ми биде сервирано. А сервирано ми беше тоа што го правеше претходниот управен одбор. Према тоа, ниту можам да им кажам кај им се нивните пари, не ги осудувам, туку напротив, сочувствувам со нив, меѓутоа, малце респект пошити за мене. Тие изгубиле се што имале. И јас изгубив се што имав. Уште ова прашање, зошто вашиот син нигде го нема да даде изјава? Ако вие не знаете каде се парите, можеби тој знае. Јас сум со мојот син во секојдневна комуникација. Не знае ни тој? Не знае ни тој. Види вака, не секој од семејството ги има тие афинитети да биде толку храбар.
можам да кажам дека сум можеби јас најхрабар и од ништо не се плашам. Костовски, за самиот крај, не е прашање од гледач, од мене е прашање искрено ме интересира. Уште колку милиони евра ви остана? Немам. Се е замрзнат? Замрзнат ми е имотот. Продадов дел од имотот надвор за да можам сега да водам оваа битка. Верувате во успех? Верувате дека ќе ја добиете? Морам. Или ќе бидете само уште еден од плеадата на жртви? Не знам дали ќе бидам жртва или ќе бидам... Најверојатно ќе бидам жртва, меѓутоа би било нечесно од мене да не се потрудам. Не би бил тоа јас. А слушателите, нека ме обвинуваат. Може би со право мислат така. Бидејќи така им одат нивните резони. Меѓутоа, што има јас овдека пред вас и пред јавноста? Да се борам за нивните интереси, укажувајќи дека девијацијата не е во мене, туку во системот. И дека вие Зашто? сте измамени како и тие што се. Јас сум повеќе измамен. Го почитувам нивниот труд, Да, сепак нивните тоа се заработени заштити пари. што- Апсолутно заштити што да. живот значат. Никого не поценувам. И тоа што имал 1000 евра, и тоа е за почит. Но зошто не ја прашаат Нина Ангелевска како си ги извадила парите? Била информирана 100%. Била информирана. Меѓутоа морала да молчи. Брез Златко, ти едно луѓе ти да најмиш, кои има задача да запечатат нешто. Да, тоа За е 15 сложена операција, без Тоа да се дознае. и тоа од 1000 луѓе да никој не зуцна, да не простори таа вест. Тоа е страшна организација. Тоа е нешто невозможно Јако за објави, македонски успех. од левица ми се јавија, викаат, бе, како не ти е срам, што не ни кажа, ние таму ги чувавме парите, еве ги, и ми изгореле. Добро, ама од левица се би ни конфискувале нас такви политики, водат така што. Може би Биде подобро века што левица, ми не изгореле. знам кој ќе дојде на власт дали ќе конфискува, меѓутоа сега оние ја водат таа политика, бидејќи објективно при бедна ситуација, при низок стандард кај луѓето, објективно луѓето се фаќаат за социјално дел и за левичарството. Левичарството да беше систем кој што ќе беше успешен, до сега ќе обстоеше. Што сте вие идеолошки? Јас сум, повеќе би рекал, либерал. Социјал-либерал. Десничар не сум. Џон Роуз. Бидејќи, да ви кажам, националист не сум, бидејќи објективно голем дел од животот сум го поминал надвор. Националист не сум, во кој што по секоја цена ја ќе ја бранам мојата македонска кауза. Ама ќе го почитувам и другиот. И мојот сосед, и мојот непријател. Разликата е во тоа. Значи, а додека сум за социјална правда, меѓутоа, исто така сум за еднопазарен приод кон нештата. Да, сите имаме потреби да ќе задоволиме своите потреби со храна, облека, стан, живеалиште. Меѓутоа, не секој го бива за таа работа. Дека ќе има социјални разлики, ќе има. Меѓутоа, не да тие социјални разлики и да постојат. Па види, Македонија, ја не знам, во мене многу ме доживуваат во конотација дека сум арогантен, дека сум богат, дека не знам со парите што да правам и така натака. Порано нека не мисли така. Апсолутно, не ми смета тоа. Јас сум богат во себе. Да, вие и музика творите, и со уметност Видете вака, пробувавте да направите музичка кариера. Јас едноставно го сакам животот, а животот во основа е по вокација борба. Сакам и да спортувам, и да пеам, и да се, што знам, да играме, да се забавуваме, фудбал, тенис, па и карти да играме. Внимавајте да не ви се испушти нешто па да ви се наљути сопругата. Не, види бак. Се шегувам нормално. Не.
Любчо, сето тоа е, види вака, тоа се работи кои што се нормални во животот. Дека нормално дека човек, жив човек, да е комплетно чист, би бил светец. Ние не сме светци, ние сме обични грешници овдека, меѓутоа да настојаме да имаме барем некои норми по кои што треба. Барем на другите да не им наштетуваме, а вие тврдите дека во целиот овој процес не сте вие тој кој им наштетил на штедачите во Евростандард. Јас ги бранам штедачите, колку пати треба да им повторам, да не бев јас. Со мојата упорност, ова ќе им го повторам за да малце подобро разберат. Инсистирајќи да се докаже, трагајќи по законите на Народна банка, трагајќи по нештата кои што се случува во меѓувреме, до денеска Евростандард банка ќе беше случај кој ќе го покриеше пепелта. И сега ова на крајот. Имам пријатели кои што имаат кредит земено за купување стан. 4-ти месец поред барат да си ги вратат парите во стечената маса на Евростандард банка. Не им ги примаат. Им велат, чекате, ќе ве повикаме. Ова едно значи дека банката пари има да ги обештати сите штедачи. Меѓутоа, ќе не работава. Заклавме вол за 1 кило месо. Се плашам дека тоа ќе биде крајниот епилог. Кога тогаш да само Господ ми даде здравие и умо да ми го чува, ја ќе дојдам до крајот. Ја ќе стигнам до крајот, па тоа нека ми биде и последно во животот. Ви благодарам многу за вашето гостување. Костовски, на сите овие луѓе кои нели се оштетени, можеме само да изразиме дека секогаш е тешка една таква позиција во Македонија. За жал, тоа го видовме со ТАТ, тоа го видовме со Евростандард. Сега последно тоа го видовме со, имаше таму некој фонд со крипто и таму многу луѓе изгореа, колку што не се лажам, иако тоа се држи малку во тајност. Многу треба луѓето да бидат внимателни, а сега последно во јавноста се лицитира која банка следна ќе пропаѓала. Само да им кажам на сите дека тој муабет за таа банка што се говори дека ќе пропадне е тотално неточен. Стопанска банка е во моментот најстабилна банка во Македонија, барем според моите анализи, и тоа е банка која е меѓународно вмрежена, но очигледно некој во Македонија сака да се игра шпекулации на вакви теми и на таков начин да се игра со ликвидноста на банките во овие тешки периоди. Ликвидноста на банките ја прават точно штедачите. Да се разбереме. Значи, сакам да две работи да потенцирам. На крајот. Никој пат во животот не сум посегнал по туѓо, говорам материјално, и нема да посегнам. Дека банкарскиот систем во Македонија е на мощна климави нозе. И тоа е факт. Да не се лажеме дека банките кои што даваат завршни сметки со добивки се баш такви какви што ги прикажуваат. Мислите дека некој прави лажни биланси? Па да ви кажам, со весели математики, кога ги имате институциите за себе, во кои што одредени кредити... Можете да ни посочите конкретна банка? Не може да го завршам интервјуот, цело време нови прашања ми излегуваат. Види вака, љубопитноста е секако еден... Ајде бе, кажете ни која банка прави лажни пласмани да одиме да ги повлечиме нашите заштеди. Видите вака во годината кога Евростандард банка оди во стечај. Комерцијална банка ради нивниот добар менеджмент прави добивка. Во кој што депонирани 3 милиони евра од Евростандард банка за кредит кој што требаше да го користи фирмата Гофи, го снемува во соигра меѓу
менеджментот на Комерцијална банка и менеджментот на Евростандард банка. Тие дела дивиденда и со дивидендата се купуваат своји акции. А друга банка, нивни многу близок партнер, оди во стечај. Како вие тоа ќе го тумачите? Не знам, добар менеджмент на Комерцијална банка, тоа значи дека ще дачите таму навистина некој се грижи за нивните пари, ете. Толку нели бескрупулозно работи. Индикациите кои ги добив. Ова не сака да биде спекулација. Меѓутоа на Македонија и грози сериозно ембарго од Светска банка и сите светски институции во поглед начинот како За лепке немаме да јадеме Костовски. Немојте, Светска банка ако ни направи нас ембарго, ние овде за лепке немаме да јадеме. Таква е, толку е трагична ситуацијата. Видете вака, и толку сме зависни. За жал работите вие и јас не ги правим, ги прави некој друг да бидат такви. Перцепцијата кога Европската унија успеа да стабилизира една Грција, која што беше позната по нескромното трошење на туѓи пари, ние немаме таа привилегија. Не сме таква географска и немаме таква географска поставеност за да можеме да оценуваме некој. Ако Македонија успе да се избори за некој подобар статус во европското семејство, тоа ќе биде добро. Се што можам да кажеме дека се надевам дека не сте во право и дека нема да имаме ембарго. Ви благодарам многу за вашето гостување, нашето време за жал веќе пробивме многу. Ви благодарам. Добре дојдени сте повторно. Срдечен поздрав до слушателите на Радио Лидер и нека ми простат, тие нека не ме сакаат, нека ме критикуваат. Поздрав до моите штедачи, оштетени. Поздрав до сите кои не слушаат. Денес е 12.4.2021 година, реализација Радио Лидер. Главниот говорен уредник, мојата маленкост Љупчо Златев. Ово утро за техничката реализација се грижат Јане Јанков и Горан Лазаровски. Останете со нас, следува добра музика, а за се останато читајте lider.com.mk. Ние ќе ви кажеме која банка следна ќе пропадне, нели како и претходниот пример, но за сега не се грижете, никоја не пропаѓа.